како подрачно Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Сакаме да ги информираме граѓаните од регионот на општина Прилеп, каде традиционално производството на тутун е најзастапено, за одлуката на владата на Република Македонија за измени во висината на субвенции за килограм предаден тутун. Почнувајќи од реколтата 2017 година, тутунарите ќе добиваат повисоки субвенции. Оведуваме субвенционирање во 3 нивоа. Субвенција за прва класа тутун ќе изнесува 80 денари за килограм, што е прво ниво. За втора класа обезбедуваме 70 денари, што е второ ниво. Трето ниво на субвенционирање изнесува 60 денари за килограм и важи за трета и четврта класа. Сакаме да потенцираме дека зголемени субвенции за тутунот ќе добијат сите тутунари за реколта 2017 година, односно за тутунот кој што неодамна го предадоа и за кој чекаат субвенции. Покрај ваквата директна поддршка за тутунарите во насока на подобрување на производството, подготвени се измени во Законот за тутун и тутунски производи. Имено, со новиот закон кој што е веќе подготвен од наредната година, ќе се укине поднесувањето на евидентни листови. Повторувам, од наредната година. Значи за оваа година важи исто, се вадат евидентни листови во подрачната единица во Прилеп. Тутунарите директно ќе склучуваат договори со откупните претпријатија за наредна година и на тој начин ќе им се олесни процедурата. Во тој контекст, за измината реколта 2017 година, бројот на издадени бели картони од подрачното Министерство во Прилеп за општините Долнени, Кривогаштани и Прилеп изнесува 10.800 бели картони. Бидејќи реколтата 2017 беше една од најдобрите во споредба на минатите години и се постигна највисока просечна цена, очекуваме интересот за реколта 2018 и 2019 година да биде уште поголем. Владата на Република Македонија и Министерството за земјоделие остануваат фокусирани на развојот на производство на квалитетен тутун, како и обезбедување и непречен откуп.